Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Саша Димитриевиќ, генерален секретар на СДСМ. Господине Димитриевиќ, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, ви благодарам на поканата. Ќе зборуваме за состојбата на вашата партија, на СДСМ, за вашето опозицијско делување, за вашата стратегија. Оно што, да речеме, меѓу последните случувања се најавата на премиерот дека се размислува за предвремени избори, дека тие би се одржале и како што вели господинот Мицковски, на тие избори конечно ќе ја снема СДСМ. Па вака да ве прашам, ќе ве снема или се подготвувате за избори? Нема, на жалост, на премиерот нема да му се остварат прогнозите и тие чувства, он што ги гаи цело време во јавност, што искача со одредени чувства, можам да му кажам слободно и да одговорно дека тоа нема да се оствари. Сценариото кое што го говориме наназад со месеци како СДСМ, дека во првиот момент кога ќе падне големиот брат на Мицковски, Виктор Орбан во Унгарија, и во првиот момент кога ќе снема пари за криминалите и за тендерите кои што во континуитет ги објавуваме, Мицковски ќе премине на втора фаза, тоа е најава за предвремени парламентарни избори, бидејќи јасно касата во државата е празна, човекот нема идеја што да прави со државата и најлесно му е да најави предвремени парламентарни избори, со да сме спремна за предвремени парламентарни избори, кога и да се одржуваат. Сите најави кои што ги имавме во минатиот период, се излезе дека е вистина. Во делот на криминалите кои што во континуитет и парите кои што во континуитет ги испомпуваат организираната криминална група ДПМН, во моментов веројатно им снемало, па видовте како премиерот излезе со една изјава дека ќе има избори, па после ретерираше, ќе има годинава, нема да има, ќе има до година. Независно, но сценариото и неговото чувство сигурно нема да се оствари. Вие изборите за кои изборува премиерот Мицковски ги поврзувате со падот на Орбан и навистина таа најава доаѓа скоро веднаш, значи после падот на Орбан. Од друга страна, ретинзите кои се прават, анкетите кои се прават покажуваат не толку добра состојба на СДСМ. Не знам кои се вашите последни бројки, но оние кои ги гледавме, да речеме, непосредно пред или по локалните избори беа далеку од ВМРО-ДПМН. Ми се чини дека разликата беше 1:3 тогаш. Видите, сите најдобра анкета е да не се осврнеме на суви бројки. Најдобра анкета е тоа како граѓаните денеска живеат. А граѓаните денеска живеат посиромашно од било кога и Мицковски и криминалната група на која што е он шеф немаат апсолутно никаква визија како државата да оди напред. Последните анализи, последните анкети кажуваат дека СДСМ е единствена партија во македонскиот блок која што бележи одреден раст на рейтингот. ВМРО-ДПМН и на самите локални избори, тоа го видовме, е паднат за 150.000 гласа за година дена. Падот на последните анкети кои што ги имаме е уште позначителен на ДПМН и на нивниот вклучително привезок во владата знам во моментов е во ранг со статистичка грешка. Дури мислам дека и на некои следни анкети нема ни да се појавуваат како бројка, на 1,5% се во овој момент. А многу интересен фактор е и тоа што на сите прашања покрај тоа за кого би гласале, нели, ВМРО, СДСМ или било кој друг, на сите прашања во кој правец се движи државата, големиот број на граѓани, голем процент на граѓани кажуваат дека се движи во погрешен правец. На сите прашања дали граѓаните од година во година живеат подобро додека е ДПМН на власт, граѓаните потврдуваат дека се полошо и полошо живеат. На прашањата како владата и како премиерот Мицковски се справува со кризата, граѓаните исто негативно одговараат. Гледаме дека имаме 2 пати покачување на цените на горивата, па еднаш намалување минимално, па повторно покачување, па повторно намалување. Гледаме една ароганција во односот на ДПМН и на Мицковски, на мерките што ги предлагаме за стабилизирање на животот и на животниот стандард на граѓаните. Предлагаме мерки кои што сме ги пробале да биле на власт и биле успешни. Намалување на ДДВ-то на производи, замрзнување на одредени цени, намалување на акцизата за горива. Имавме цел пакет на економски мерки кои што ги понудивме, за кои што власта не сака ни да разговара. А тоа е некоја формула која што сме ја пробале во време на 2 сериозни кризи кога ја водевме државата и каде што се покажа дека е успешна. Сега Мицковски ниту сака да сослуша
што има опозицијата да му каже да разговараме на таа тема, ниту носи некакви мерки. Гледаме дека потрошувачката кошничка од ден во ден се повеќе и повеќе расте. Последните анализи на Заводот за статистика кажуваат дека потрошувачката кошничка е 68.000 денари месечно за едно просечно македонско семејство. Еве, и гледачите нека судат, и секој нека се запраши, нека погледне во својот новчаник дали може со платата која што сега ја зема просечно македонско семејство да издржи една потрошувачка кошничка без многу луксузирање, па сме сведоци премиерот ни кажуваше дека потрошувачката кошничка имало некои работи кои што не требало да бидат итн. За него нели во владата има и папаја, и манго, и ред други работи, ама македонското просечно семејство треба да се задоволи со некои минимуми, да се научи како да преживува, и со ова темпо веројатно и премиерот ќе не научи како да преживуваме, бидејќи и во тој пакет мерки беше и покачувањето на минималната плата. Не знам, излезе премиерот, излегоа владени функционери каде што кажуваа дека 600 евра ќе бидат многу ако се покачи минималната плата. Веројатно се сомневаат како ќе ги потрошиме тие 600 евра. Со малце и да воведеме иронија, затоа што навистина не сакаше човекот ни да разговара по тоа прашање, а навистина беше издржано и му кажавме каде може да скрати за да стигне до таа минимална плата од 600 евра. Не беше нафрлено само ајде дајте сега 600 евра, малце да скратат од нивното луксузирање. Македонскиот работник има минимална плата 600 евра. Да, добро, тоа прашање за минималната плата останува се уште отворено, тоа го бараат синдикатите, нешто што остана од времето на СДСМ, кога минималната плата се покачуваше, но и тогаш имаше критики од ВМРО ДПМН дека тоа предизвикува инфлација и така натаму, тоа е нивниот став. Господин Димитриевиќ, но некако не ми одговоривте на прашањето повторно околу ретинзите. Ајде вака, вие еднаш скоро кажавте вашата партија исто така ова дека вашиот рейтинг се зголемува, паѓа на ВМРО ДПМН, па кажавте дека од разлика 1:3 сте дошли на 1:2 отприлика. Не знам дали е така сега по вашите анализи, но и така доколку е, не знам како би можеле да бидете спремни на избори ако да речеме имате дупло помалце гласови од ВМРО ДПМН. Нас ни предстои сериозен период на работа, како внатрепартиски, така и на поле на програмата која што ја спремаме и која што на следниот конгрес на 7 јуни ќе ја види јавноста. Тоа е сериозна програма во која што се опфатени сите категории на граѓани во државата и програма која што ќе биде една основа за победничката програма на следните парламентарни избори, нормално во консултации со стручната јавност во следниот период и ќе ја надоградуваме. Председателот Филипче најави и сет на други закони и други мерки кои што ќе ги предложиме во делот на борба со антикорупција, нов антикорупцијски закон кој што ќе го предложиме и рейтингот на СДСМ, да немате дилема, лека по лека ќе си расте. Паралелно со тоа нема да престанеме со откривање на криминалните шеми и тендери на ДПМН и на Мицковски. Тоа е нешто кое што ги интересира граѓаните, тоа е нешто кое што граѓаните имаат право да го знаат. Од ден во ден Македонија се повеќе тоне во криминал и корупција. И тоа е евидентно на секој чекор и тоа е нешто кое што секој граѓанин го гледа. Наша обврска како најголема опозицијска партија е тоа да го објавуваме од ден и верувајте, антикорупцијскиот тим на СДСМ и целата таа платформа која што направивме секојдневно добива информации околу тоа и секојдневно ги обработува, така да немајте дилема. Граѓаните се разочарани од ДПМН. Бројките кои што ДПМН ги доби на последните избори парламентарни, веќе на следните локални имаа драстичен пад, најголем пад во историјата на Македонија за една година. Една политичка партија има 150.000 гласа минус. Добро, не ми одговоривте повторно на прашањето, добро, во ред, мислам конкретно со бројки. Ајде вака Не, знаете како, да не шпекулирам со суви бројки, пак ви кажувам, животот на луѓето под ова власт на ДПМН од ден од ден се полоши. Тоа ќе се одрази на изборите, верувајте, какви да се. Ајде да видиме малку за стратегијата на вашата партија, она што после оној резултат на локалните избори кој според секој објективен наблюдувач беше лош, да не кажам катастрофален за вас, вие тогаш кажавте или председателот на вашата партија дека тој резултат не е толку лош, тоа се различни перцепции, но
Она што дел од аналитичарите го кажа особено после локалните избори е дека СДСМ тогаш треба да работи на окрупнување, на враќање на довербата, на враќање на членството кој е изгубено и така натаму, но она што го гледаме во јавноста не е така. Гледаме цело време препукување помеѓу поранешни членови на СДСМ, поранешни градоначалници, сегашни градоначалници. Слушаме формирање на некакво македонско ДОС, каде што се видни членови на поранешни видни членови на СДСМ и сегашни членови, но високи функционери поранешни. Ајде да речеме, кои исто така најавуваат формирање на нешто што не знаеме што е, дали е тоа фракција во СДСМ, дали е движење, дали е партија, не знаеме исто така. Значи, сакам да кажам, не гледаме единство во СДСМ, туку напротив гледаме секојдневни некакви фракционирања, препукување и така натаму. Видете, СДСМ не е истата партија од пред локални избори и после локалните избори. Прво го засиливме темпото во однос на јавноста, второ го засиливме темпото и ги интензивиравме работите на терен и со членството. Тоа што поединци излегуваат и секогаш кога на Мицкоски ќе му зафали некоја тема и ќе му затреба дефокус од битни теми за граѓаните, се занимаваат со СДСМ, тоа не е вистинската слика за тоа што се случува внатре во СДСМ. СДСМ после локалните избори и ова раководство на СДСМ, иако се шпекулираше ќе избегаат од Конгрес, нема да дадат отчет, даде сериозен отчет на Конгресот, така како што е пропишано во статутот на СДСМ. Конгресот едногласно усвои доверба на сегашното раководство и на визијата која што има, но разговаравме за сите оние аномалии и за целиот тој изборен резултат кои што го доживеавме на локалните избори, кои што нели сите ќе се согласиме не е задоволувачки за партија каква што е СДСМ. На Конгресот имавме еден извештај за локалните избори од над 100 страни кои што делегатите го дискутираа со часови и каде што има одредени забелешки. И тука немам дилема дека внатре искреното и честно членство на СДСМ се уште е тука. Она што е креира перцепцијата во јавност се неколку поединци кои што само што ќе зафали тема или ќе треба дефокус на јавност од битни теми се занимаваат со СДСМ, а тоа се во главном луѓе кои што добиле се од партијата и сега одеднаш не им чини таа иста партија и се луѓе кои што по разни основи има индиции дека се уценети и одработуваат за ДПМН. Спомнав одредена платформа досега, јас не би сакал да коментирам, бидејќи ниту знаеме кои се тие луѓе. Вие кажавте, вие сте добро упатен новинар, вие кажавте ниту знаеме кои се луѓето, ниту знаеме која структура ја сочинуваат, нити знаеме како ќе действуваат. Добивме едно писмо во јавност непотпишано, што според мене е многу несериозно за луѓе кои што сакаат да учествуваат на таков начин во политичкиот живот, да дадат едно писмо кое што не потпишано и во кое што 90% кажуваат нели дека се дел од СДСМ, па после тоа кажуваат дека ќе работат надвор од СДСМ, не ги интересира СДСМ. И она што е симптоматично и што е многу интересно, тоа писмо у еден или два наврати таму негде у фуснота се спомнува ДПМН и се спомнува владењето на ДПМН и тоа се дава сериозни индиции и сериозни прашалници за кого и во чии интерес ќе се одработува. Инаку да знаете, само што дозволете, во СДСМ имаме различни мислења. Тоа е богатството на партијата. СДСМ е голема партија и ние немаме на дневно ниво имаме дискусии, имаме различни мислења во самото раководство, во општинските организации, сето тоа го решаваме онаму каде што му е местото. Апсолутно нема потреба на ваква криминална власт да се занимаваме ние со тоа СДСМ што прави внатре, а навистина верувајте, секој кој што е добронамерен и секој кој што има одредена сугестија, секој кој што има што да допринесе во партијата е добредојден и вратите се отворени. Добро, да, не знаеме кои се тие луѓе во тоа така наречено македонско ДОС, како што дел од медиумите ги нарекоа. Се шпекулира во јавноста, се спомнува доста имиња и јас не би сакал индивидуално да спомнувам имиња за некој да не се најде погоден, па потоа да каже да, не, но еве, дали сте имале вие контакт со таа структура, дали ви се обратиле до вас, дали некој дошол да ви каже нешто, дали нешто е побарано од вас, од некого во поглед на тоа? Не, ние не знаеме кои се тие јунаци кои што преку медиум најавија, негде пуштија некое писмо и не кажа ништо, така да
апсолутно верувајте, работиме во општинските организации, работиме на терен, работиме на мобилизирање на членството, дали ако ме прашувате дали има луѓе кои што се разочарани внатре во општинските организации во СДСМ, сигурно има, но секојдневно се разговара со нив и сите тие луѓе се луѓе кои што биле тука за партијата и во тешко време и кои што и покрај нивната разочараност доаѓаат и ги кажуваат забелешките, забелешките им се слушаат. Тоа е многу важно, бидејќи ствараме перцепција со неколку луѓе кои што искачаат цело време на телевизија, не гледаме широката слика, а тоа е дека навистина луѓето имаат кај да си ги кажат забелешките. Кога велите дека А не можам да ви кажам бидејќи не знам, значи дефинитивно јавноста не дозна кои се тие во така наречената македонска ДОС кои што се учесници во таа платформа или како и да наречеме и не знаеме како ќе функционираат во СДСМ, надвор од СДСМ, паралелно со СДСМ, че тоа остана една сериозна непознаница на јавноста. Кога ќе кажете дека се работи некогаш во некој случај се работи за луѓе кои излегуваат, кога како што велите вие ќе му загости на Мицкоски, па на некој начин велите дека одработуваат за него, тога ги имаме и поранешниот градоначелник на Струмица Костадин Костадинов, кој потоа ми се чини беше исклучен од партијата, така. Го имаме Не, Костадинов си е дел од СДСМ. Не беше исклучен, нешто имаше тамо некаква Костадин Костадинов го имаше замрзнато во одредена фаза членството, да, но со него си комуницирам и беше сега за роден денот на СДСМ и забелешките си ги кажа внатре. Значи смирени сте со него, да речеме, на некој начин? Па не сме се скарале за да бидеме смирени. Ние имавме една процедура во која што си ги бираме градоначелниците. Да, во одредена фаза можеби некој не е задоволен од изборот, но има партиски тела и органи кои што тоа го спроведуваат. Така да не сме биле ние скарани, па за да треба да се мириме, ама пак ќе ви кажам, сите работи СДСМ треба да ги решава внатре. Добро, тука е, ајде да речеме, највокален поранешниот градоначелник Шилегов. За него ли инсценуирате кога велите дека некој одработува за Мицкоски? Видете, излеговме неколку пати и јавно, имавме и одлуки на органите и телата на партијата, на кои што се дискутираше за одреден дел на луѓе кои што има сериозни индиции дека одработуваат за ДПМН. И верувајте, симптоматично е што навистина во целиот период, секогаш кога СДСМ ќе почне интензивна борба со ДПМН, која ќе заоштри борбата, кога Мицковски нема одговори на клучни прашања од државата, дел од тие поединци се јавуваат и прават дефокус и ние сега треба да се занимаваме со тоа и мене ми е многу жал што е и дел од овие мои можности кои што ми ги давате да разговараме, ги разговараме за ситуации внатре во СДСМ, а не разговараме за тоа што навистина катастрофално прави Мицковски и неговата дилетантска политика сите овие изминати години во Македонија. Да, исто така кога зборуваме еве за ова, за начинот како вие дали го окрупнувате членството или го раситнувате, не знам како да кажам. Не знам како ви се односите еве со градоначалникот на Центар, например, Горан Герасимовски, бидејќи кога беа оние прославите повод изборите, вие имавте одвоени прослави. Тој не дојде во седиштето на СДСМ, се одржа одвоена прослава. Се зборува дека не комуницираат со претседателот на партијата Филипче, не знам дали е така, но дефинитивно видовме еден, ајде да речеме, раскол со градоначалникот на Крива Паланка, Сашко Митевски, каде што господинот Филипче упати едни навредливи зборови тамо, дека тој не знае, како рече, 5 крави да собере, а камоли да направи стратегија за рудник, парафразирам сега од прилика. Значи, не знам, имате двајца градоначалници, ајде да речеме, и со двајцата сте скарани. Ја не знам како градите стратегија. Вака, значи, само на почетокот прво во однос на градоначалниците, тие се градоначалници на СДСМ и тие се градоначалници со помош на СДСМ и на целата таа структура на луѓе кои што работат со години и креираат со години политики и владата на СДСМ која што и во тие и во сред други општини внесе еден куп на проекти кои што граѓаните видоа бенефит и тука да расчистиме, дали да шпекулираме дали Горан правел одвоена забава или не правел одвоена забава, мислам дека во овој момент и не е толку битно колку што е важно дека со Горан Герасимовски имаме добри односи. Имаме односи нормални внатре во партијата, имаме дискусии по одредени прашања. Горан Герасимовски е председател на општинска организација и со него навистина
Не гледам дека има некаков било каков проблем како што се шпекулира во јавноста во однос на Крива Паланка и во однос Герасимовски на не го видовме ниту на роден денот, ја барем не го видов на СДСМ. беше горан на роден денот на СДСМ, да, бидејќи тоа на роден денот не беше приватна забава, роден денот беше 35-ти роден ден јубилеј на една државотворна партија во која што многу луѓе се вградили, беа и многу луѓе присутни и бивши и сегашни функционери и луѓе кои што креирале политики и во партијата и во државата. Така да никој не треба да се почувствува дека на тој роден ден треба да дојде или не треба во однос на тоа дали се согласува со некого од сегашното раководство или не. Ниту партијата почнала со мене, ниту ќе заврши со мене или со било кој од раководството, така да тоа е еден континуитет кој што треба да се задржи, а во однос на Крива Паланка ставот на партијата е јасен. Значи, ние што викаме? Ние викаме да ги извадиме сите факти на маса и нека одлучат граѓаните на референдум дали е добро да се копа рудник или не е добро да се копа рудник. Тоа што Мицковски пробува на телевизија да не убеди дека нема проблем со животната средина и така натака, бидејќи он си го гледа, мене Мицковски ми е јасен, он си го гледа само економскиот бенефит. Он покажа во изминативе 2 години дека го интересираат само економскиот бенефит и само проценти од целава приказна, така да мене не ме чуди. Не ме чуди тоа, но ставот на СДСМ, кој што и председателот Венко Филипче неколку пати го пренесе во јавност, е тоа дека граѓаните на Крива Паланка треба да кажат дали таму ќе има рудник или ќе нема рудник. Претходно, нормално, во една нормална процедура, каде што и градоначалникот и сите експерти кои што се од областа и на животната средина ќе кажат што значи тоа за животната средина и што би значило тоа на долг рок за здравјето на граѓаните таму. Доколку граѓаните кажат дека треба да има рудник и доколку, да речам, победи тезата за економски бенефити и благосостојба на Крива Паланка, во ред, но доколку сериозно превладаат фактите каде што животната средина на долг рок ќе биде загрозена и со тоа и животот и здравјето на граѓаните, апсолутно ќе се бориме и ќе бидеме против тој рудник. Добро, но видите, граѓаните на Паланка го избрале Сашко Митевски за градоначалник, а не Венко Филипче. И сега Сашко Митевски зборува во името на граѓаните на Паланка, а господинот Филипче го напаѓа, повторно ќе кажам, во еден наврлив контекст. Тоа е една работа. Втора е, каква ви е стратегијата? Имате двајца градоначалници со едниот јавно се скаравте. Мислам, еве, например, можеше оваа комуникација да биде приватна, не можеше да биде толку директна и јавна. Не, видете, значи, СДСМ, независно ние дали имаме 1, 2, 5, 10 градоначалници, за одредени прашања има црвени линии кои што не се поминуваат. Тоа во овој момент и во овој случај црвената линија е заштита на здравјето на граѓаните. И тука ние не треба да дискутираме дали било Сашко градоначалник или некој друг. Ние ставот наше дека навистина треба да се прашаат граѓаните. Дискусиите кои што ги имаме, дискусиите кои што се развија во јавност е само по тој основ. Сашко Митовски е градоначалник на СДСМ, избран на листата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, подршка од советниците, мнозинството на СДСМ во Советот и апсолутно тука нас ставот ни е конзистентен и немаме дилема. Бараме да се стават на маса сите факти и да се разговара со граѓаните околу тоа дали сакаат да има рудник во Паланка. Имавте ли комуникација со Митовски од тогаш? Комуницирате ли воопште ли? Тој сега не знаеме дали е градоначалник на СДСМ. Дали е градоначалник на СДСМ во моментот? Па ако бил на листа на СДСМ и ако дошол на позицијата градоначалник со подршка на партијата и на луѓето внатре во Паланка кои што ги препознале политиките и ако истата таа СДСМ кога е предводила централната власт, направила сериозни проекти за Паланка да биде тоа што е сега, еден современ, убав европски град, тука немам дилема. Имате ли комуникација со Митовски? Со Митовски имаме комуникација, нормална комуникација на партиско ниво. Добро, преминуваме на тема европски интеграции. Тука е очигледно дека работата е заглавена, дека ставот на премиерот Мицковски е дека нема да има промена на уставот или како што велат од владата не се создадени услови за промена на уставот или за ставањето на бугарите во уставот. Премиерот Мицковски бара гаранции за идентитетот или гаранции за
преговорите, за текот на преговорите, дека во нивниот тек нема да се оспорува македонскиот идентитет, а исто така бара и право за македонското малцинство во Бугарија. Тука не гледам дека сега во скорешно иднина нешто може да се смени. Видете, неколку фактори се зашто Мицковски не ќе да го промени тоа. Прво, тоа што го зборуваме како СДСМ со месеци наназад, е дека на Мицковски му одговара оваа ситуација да ја држи Македонија изолирана и да ја држи Македонија надвор од европските институции. А тоа е така од еден едноставен факт, бидејќи доколку успееме да влеземе во тие пристапни преговори, доколку го оствариме нашата стратешка цел ја оствариме, нема да можат да го прават тоа што го прават сега. Нема да можат да си местат тендери на блиски луѓе, нема да можат да си ги делат парите меѓу себе. Едноставно ќе се воведе некој ред во државата и едноставно ќе им секне тој извор на финансирање. Идентитетот на Македонија е загрозен само од криминалот и корупцијата и дилетантската политика на ДПМН. Гледаме наназад со месеци како на меѓународен план не прават ништо. И веќе на цела македонска јавност е јасно дека Мицковски и неговата организирана криминална група сакаат Македонија да ја држат во изолација. Немаат никакви се што на некој начин во изминатиот период СДСМ како добри политики го донесе, се успеа да срушат и верувајте, не бевме ние тие кои што дојдовме на власт со клечење пред граѓаните и кажување дека ќе го вратиме името, дека ќе се репреговара, дека ќе се поништат одредени договори. Сега Мицковски има двотретинско мнозинство и треба да почне да работи навистина на интеграција на Македонија во Европската унија, бидејќи гледаме дека навистина во целиот изминат период имаме една тотално погрешна политика и гледаме дека на меѓународен план ниту министерот за надворешни работи Моцунски, ниту премиерот, ниту претседателката имаат никаков помак и немаат ни воопшто ни визија како тоа да го направат. СДСМ во своето владење напротив покажа како се штити идентитетот и како се штити достоинството. Ја внесовме државата во НАТО, отворивме сериозни преговори, се заштити јазикот со преговарачката рамка на чист македонски јазик, така да верувајте, Мицковски во оваа фаза ниту сака, ниту може да го придвижи тој процес. Вие останувате на ставот дека постои услов за уставни измени, дека сега е време Македонија да ги направи и да се продолжат преговорите. Видете, прашањето е и во изминатите денови, прашањето на внесување на бугарите во устав и не само на бугарите, тоа упорно се потенцира само бугарите и други малцинства, е прашање помеѓу Македонија и Европската унија. И тоа го имаме јасно како изјави и од европските челници и од бугарска страна, и е прашање кое што внесувањето на малцинствата е основен услов за да продолжиме понатака со преговори и на тој начин не се загрозува македонскиот идентитет, туку напротив се прави јасна дистинкција на она што со години од бугарската страна го говорат, она што со години важи како реторика еден народ во две држави, со внесување на малцинствата меѓу кои што и бугарите во уставот се прави јасна дистинкција меѓу тоа, и тоа е еден од условите кои што треба да се исполнат за да продолжиме. Покрај тоа, да ја потсетам македонската јавност, од 10 реформски закони кои што треба да ги донесеме, 8 не се донесени. Министерот Филков и целата таа владеачка структура и тој привезок знам на ДПМН апсолутно немаат намера ништо да направат по тоа прашање. И да во едното прашање е прашањето со уставот, другото прашање се сериозни реформи во главном во делот на правосудството, кои што се во тотален застој, кои што министерот ги држи во некаква фиока и нема намера да ги извади, бидејќи веројатно и не сака и не знае како да го направи тоа. Да, даде претседателот Филипче една изјава која некако делуваше збунувачки за сите и чудна во најмала рака, каде што вели дека тој не гледа дека Македонија го спорува македонскиот идентитет. Гледаме дека има многу реакции на таа изјава, па реакции и од многу, ајде да речеме, поддржувачи на СДСМ.
што мислеше, бидејќи изјавата сама по себе е абсурдна, бидејќи имаме јасни ставови дека Македонија го спорува македонски идентитет. Имавме резолуција на бугарското собрание, имаме безброј изјави на бугарски историчари, политичари, дека македонците се вештачки создадена нација, од 45-та ги создал Тито, ги создала Коминтерната, дека до 45-та биле бугари, после се разбудиле како македонци и така натаму. Значи, тука е состојбата прилично јасна. Што го натера господинот Филипче да го каже тоа? Видете, председателот Филипче во повеќе наврати го појасни контекстот на таа изјава. Тоа е дека прашањето на внесувањето на малцинствата и на бугарите не го загрозува македонскиот идентитет. И не може да загрози некој да се чувствува и да се произнесува како македонец внесување на одредено малцинство, меѓу кои што во овој случај бугарите, во уставот на Македонија. Пак ќе повторам, идентитетот на Македонија е загрозен само од оваа криминална власт и од никој друг. И во неколку последователни изјави председателот и потсети како СДСМ се грижеше и за идентитетот, и за јазикот, и за договорот со Фронтекс кој што е потпишан на чист македонски јазик без звездички, без дообјаснувања, чист македонски јазик, заштитен идентитет, така да цел спин и целата хистерија во јавност која што ја прават од ДПМН, ја прават единствено со една и единствена цел да продолжат да го плјачкаат македонскиот народ. Добро, изјавата на господинот Филипче вели вака: јас не гледам дека Бугарија го негира македонскиот идентитет, парафразирам. Мислам, прилично јасна изјава, нема тука што да се, не знам, да се гледа двосмислено. Не, ви објаснив во кој контекст го кажа, беше кажано тоа од председателот. И пак ќе повторам прашањето за внесување на малцинствата. Добро, ајде се извинувам, еве да го парафразирам прашањето. Дали според СДСМ Бугарија го негира македонски идентитет? Ние треба да почнеме да се занимаваме со пишување на домашната работа која што имаме внатре. Треба да почнеме да ги носиме реформски закони, треба да го направиме тоа што Европската унија ни кажува дека треба да го направиме. Тоа е внесување на малцинствата во уставот, тоа се 8 реформски закони кои што од агендата треба да се спроведат, и тука немаме дилема дека тоа треба да го направиме за да продолжиме со патот по кој што одиме. Така да се останато и се што би дискутирале во тој правец не би придонело кон подобрување на состојбата и на позицијата. Добро. Имате ли договор помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ за делување каде што тоа, мислам секојдневно ги слушаме тие тези дека постои таен договор Мицкоски Заев кој потоа е ефектуиран изврз Филипче, затоа е СДСМ во таква позиција, му одговара на ВМРО, ДПМН и така натаму. Сарем има некој кој што верува дека би направил ВМРО некаков договор со СДСМ, а спротив вас стои човек кој што во име на СДСМ поднесе пред 2 недели кривична пријава на премиерот Мицкоски. Каков е тој договор кој што го имаме меѓу СДСМ и ДПМН, или ние од СДСМ уценети и во договор со ДПМН, му поднесуваме кривична пријава на првиот човек на ДПМН и на владата, а при тоа им вадиме низа на скандали, разговараме покрај Мицковски, имаме поднесено кривични пријави за низа на други функционери во ДПМН на почетокот, а потоа, еве, видовте и пред некој ден имавме и до Уставниот суд представка во однос на Панче Тошковски и законот кој што сака да го донесе. Навистина не знам каков е тој договор кога борбата на СДСМ никогаш не била поинтензивна и каде што поднесуваме пријави на сите на цела влада, и вклучително каков е тој договор ако гледаме како секојдневно сме предмет на црна кампања и на најлоша пропаганда сите челни луѓе во СДСМ. Еве, јас ќе ви го кажам сопствениот пример со црната пропаганда на ДПМН. Смртен случај во моето семејство и моја потреба да заминам од државата. Недела дена ВМРО ДПМН го имаше на телевизија како јас преговарам со некои српски опозиционери за здружување. Со тие луѓе ниту сум се видел, ниту се знам кои се тие луѓе, ниту воопшто знам што работат тие луѓе. Секојдневно гледаме председателот Филипче како е таргет на најцрни кампањи
од го нарекуваат убиец на деца, од ред други работи. И сега некој сака да ми каже дека не говорам за моите други партиски другари кои што се предмет на секојдневен линч од страна на власта и од страна на медиуми, нели, во таа Орбанова мрежа која што ја презентиравме, и некој ќе дојде и ќе рече дека има некаков договор. Навистина не знам како изгледа тој договор и не знам навистина како некој се договара, а му поднесува кривична пријава на Мицкоски во име на партијата. Добро, имате ли, за крај, анализи тие евентуални предвремени избори, кога би се одржале? Имате ли некакви, не знам, ваши сознанија, можеби, назнаки, нешто? Видете, ако... Бидејќи мислам дека кажаа дека годинава нема да бидат, значи останува 2027, можеби на пролет. На граѓаните им е јасно дека не треба да веруваат се што ќе каже Мицкоски, па што кажува еднаш едно, па повлекува, па кажува друго. Најавите на власта се беа дека ќе има на есен, па сега на пролет, па премиерот кокетира со тие изјави како ги кажал, како не ги кажал. Да не преюдицираме, очекувањата се дека ќе има предвремени парламентарни избори од аспект на тоа што му снемува пари на Мицкоски, му снемува пари на оваа влада и снемува пари за тоа што континуитет го прават, а тоа е испомпување на народните пари. Тоа е една причина, а втора причина е како што разговаравме на почетокот, тој пат на големиот брат кој што има сериозно влијание тука и за кој што допрва ќе се отвараат истраги, допрва Македонија ради таа дилетантска политика на ДПМН и таа цела соработка за провизии со Унгарија и односно со Виктор Орбан. Допрва Македонија ќе биде предмет на разноразни меѓународни истраги, допрва ќе се одмотува клопчето и ќе дојдеме до тоа што го говориме како СДСМ во целиот изминат период, така да конкретно на прашањето не би сакал да нагаѓам, ние ќе се спремаме како да ќе има избори било кога, ќе понудиме на граѓаните сериозна програма за тие избори, еве веќе со конгресот кој што ви го најавив на почетокот на јуни започнуваме со тие активности во делот во програмскиот дел, во делот на решенија за конкретни проблеми на граѓаните, така да ние нашето ќе си го работиме. Да. Добро, Саша Димитриевиќ, ви благодарам за учеството во Студио 10. Ви благодарам и на вас за поканата. Со ова почитување го завршуваме првиот дел, останеште со нас, се враќаме за кратко после рекламите со Синиша Наумовски, генерален директор на Heidelberg.